Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Кикилија, светиот Калист патриарх Цариградски и светиот маченик Меникнос. Светата маченичка Кикилија родена е во Рим од богати и познати родители. Имала голема вера во Христа Господа и голема ревност за верата. Откако му дала завет на Бога за доживотно девство, светата Кикилија носела остра рогузина под драгоцените алишта што и ги дарувале родителите. А кога родителите ја присилиле на брак и тоа со некој незнабожец Валеријан, таа уште првата ноќ го посоветувала младоженецот да појде кај епископот Урбан и да се крсти, па потоа и самиот да живее во девствен живот. Откако ја примил верата Христова, Валеријан го обратил во неа и својот брат Тавурти. Потоа наскоро и двајцата браќа биле заради верата осудени на смрт, но нивната верност ни пред смртта не ослабела. Водени на губилиштето, овие прекрасни браќа успеале во верата да го обратат и водачот на стражарите Максим. Сите тројца заедно пострадале за Христа Господа. Светата Кикилија ги погребала нивните тела заедно. Тогаш и Кикилија била изведена на суд, бидејќи неуморно ги придобивала незнабожците за Христовата вера. Само во една вечер таа придобила над 400 луѓе. Кога судијата ја прашал од каде толкава смелост, таа му одговорила: од чиста совест и од непоколеблива вера. По лутите маки била осудена на исекување со меч. Джелатот 3 пати ја удрил со мечот по вратот, но не можел да ја убие. Само ја ранил и од раната истекувала крв, што верниците ја собирале во шамивчиња, сунгери и садови заради лекување. По 3 дена маченичката и девицата Христова го предала својот дух на својот Господ, со кого вечно се весели. Светата Кикилија пострадала со останатите во 230-та година. Незините мошти почиваат во црква со незиното име во Рим. Во западната црква светата Кикилија се смета за заштитничка на црковното пеење и на музиката. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Светиот Калист патриарх Цариградски, наречен Ексантопулос, по келијата Ксантопула на Атонската гора, каде што тој долго се подвизувал со својот другар Игнатиј. Со Игнатија светиот Калист го опишал своето собствено искуство за безмолвниот живот во 100 глави. Ова дело зазема многу видно место во подвижничката литература. Калист бил под големо влијание на својот учител светиот Григорий Синеид, чие житие тој го напишал. Како цариградски патриарх светиот Калист еднаш отишол во Србија и на тоа патување се разболел и умрел. Како што пред патувањето му прорекол светиот Максим Капсокаливит во Светагора. Поуки од светите отци.
Божјата благодат доаѓа и се вселува во луѓето кои претрпеле голема болка, кои минуваат низ големи искушенија, но не ја губат надежта и се надеваат на човеколюбивиот Бог. Архимандрит Павел Пападопулос. Светиот маченик Менигнос, роден е од Хелеспот, се занимавал со белење на платно заради што е наречен бел. Во времето на царот Деки, тој ја искинал царската наредба за гонењето на христијаните. Затоа бил фрлен во затвор каде му се јавил самиот Господ и го охрабрил говорејки: "Не плаши се, јас сум со тебе." Тогаш неговите окови се растопиле како восок. Затворот сам од себе се отворил и тој излегол. Бил повторно фатен и суден. Бил нечовечки мачен, му ги пресекле прстите од рацете и од нозете, па потоа го заклале. Неговата глава но ќе светела како свеќа. Поуки од светите отци. Поуки од светите отци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Вседржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ.
Tebe